Почитувани гледачи, еве последната емисија од циклусот разговори со твоја нагорливи теми. Можеби не случајно последна тема е шумската кражба и уништувањето на шумите во Македонија. Ова е еден од изворните приоритети на твоја, заради тоа што ова го чувствуваме како едно многу сериозно прашање кое што на долг рок не нанесува огромна штета. Кога баравме соговорник за нашата емисија од луѓе кои што добро ја познаваат оваа тема и оваа област, ни беше предочена како еден од најдобрите познавачи на темата, господјата Анела Ставревска-Панајотова, која што на моје задоволство прифати да учествува во нашата емисија, што не секогаш се случува кај експертите, затоа што тие не сакаат да се поврзуваат со политичка партија. На самиот почеток да нагласам дека господјата Ставревска Панајотова не е член на твоја, меѓутоа пред да одлучи да учествува во емисијата, ги погледа на нашите заложби и веројатно тоа беше причината што ја го прифати гостувањето. Добро вечер и се надевам дека се надевам и дека ме слушате. Благодарам најпрво за поканата. Навистина имав дилема, признавам, дали да се нафатам да учествувам во овој разговор, бидејќи јас не сум политички активна и се консултирав со пријатели, со роднини, сите ми рекоа не, меѓутоа да, ги погледнав вашите теми и зошто се одлучив. Најмногу не е политиката, туку е фактот што премногу молчиме на оваа тема. Премногу молчиме за илегалната сеча, која што се случува во Македонија веќе 20 на години интензивно. Инаку не се чувствувам над моите колеги од шумарскиот сектор, бидејќи сите ја делиме истата љубов кон шумата и ниту пак поразлична од биолозите. Молам? И ние исто имаме огромна љубов кон шумата. Она во што... Извинете, како? За жал, само од време на време можеме да констатираме огромни пространства, искрчена шума и навистина ни е многу жал што како општество не водиме сметка и не се бориме против таа појава. Да. Има напори, навистина се прават напори во нашава земја да се справиме со тој криминал, меѓутоа она пошто јас се разликувам од моите колеги е што имав малку поразлични искуства во изминативе 14 години преку различни ангажмани и проекти и на овој ресурс на шумата гледам преку една похолистичка призма, да речам. Така да се нафатив од тој аспект да говорам. И во изминативе 6 месеци, значи некаде од февруари всушност, не се ни 6, работев на извештај за илегална сеча и дрвната индустрија во Македонија, извештај за проект финансиран од Европската унија, кој што беше регионален, а извештајот го изработував за Македонија. Значи, најдов интересни факти, интересни информации, кои што би сакала да ги споделам. Видете, и ние сме свесни дека навистина Европската унија и многу невладини организации многу се ангажираат околу проблем, меѓутоа нашето чувство, моето лично чувство ќе го споделам, дека шумата интензивно се краде, се крчи. Пред извесен период бев на китка и тоа што го забележав, тоа е страшно. Значи, знам дека има и легална шума. За жал, ми се чини дека решението националните паркови да се финансираат сами од изворни своји приходи е многу лошо решение, бидејќи тие не можат да наплатат доволно средства од влезници и тогаш им останува финансирањето само со сеча на шумата. Меѓутоа, еден проблем е легалната сеча, која што исто така е дискутабилна. Вие нешто и знаете за новите пристапи во некои европски држави, меѓутоа огромен проблем ние лоцираме во фактот што една огромна група, значи на граѓани, наши население, живеат исклучиво од кражба на дрва и тоа подоцна се реперкуира со многу загаден воздух, затоа што тоа дрво како енергенс
бидејќи е крадено е поевтино, од друга страна емитува многу CO2 во воздухот и PM честички, од Да. трета страна доведува до ерозија. Пред почеток на оваа емисија гледав сега вести и гледаме секаде во светот, бидејќи со климатските промени дождовите се распоредуваат поинаку, интензитетот е поголем, а количините можеби се огромни, меѓутоа по краткотрајни интервали што предизвикува огромна ерозија. Па токму и на тоа мислев, како по-холистички пристап, бидејќи до сега шумата и шумарството сме ги гледале како извор на дрво за огрев или како извор на ресурс за дрвната индустрија. Меѓутоа, се поочигледно е дека Македонија, покрај тоа што нели е прекрасна земја, изобилуваме со убава клима, добар биодиверзитет, не добар, него одличен биодиверзитет, прекрасни имаме природни услови за живење, меѓутоа сме многу ранливи на тие природни опасности, вклучувајќи ги овие кои што вие ги наведовте: поплави, суши, шумски пожари, екстремни температури и засилени промени, климатски промени, кои што директно ќе ги видиме последиците директно ние како граѓани кои што живееме, кои што сме останале се уште да живееме во оваа земја. Да не го спомнам Стајковци што се случи, да не го спомнам село Порој. Веројатно срекни сме овој јули што ни се добри температури, па немаме многу шумски пожари, меѓутоа ова не е сликата за стандардно лето во Македонија. Се сеќавате на забраните за движење во шума, не случајно е, затоа што немаме ресурси како да се браниме со последиците кои што се јавуваат од климатските промени. Значи, поентата ми е дека не смееме повеќе да имаме поглед на шумата и шумарството само како ресурс за енергенс, практично. Во 2019 година илегално посечено биле 27.409 метри кубни. Ова како бројка, можеби на многумина од нас ништо нема да ни значи, како волуме некаков. Ако ви кажам во пари колку е тоа, според тој оштетен ценовник на јавното предпријатие Национални шуми, тоа се 3.676.548 евра. Значи повеќе од 3,5 милиони евра. Ова е еколошки криминал, кој што секој од нас го трпи и не засега, и не смееме на ваков начин да продолжиме да ги игнорираме проблемите. Од друга страна пак, ние си имаме економски проблем. Значи, легалната сеча не е проблем само на институциите. Легалната сеча се случува со причини. Значи, причините треба да ги најдеме, за да го најдеме лекот. Причините се лошата економска состојба, шумата е сепак социјално место каде што секој кој што нема доволно како да се прехрани или да се обезбеди дрва за огрев или за готвење, оди таму. Сепак нашата земја повеќе од 60% од домаќинствата се греат на дрво. Ова е огромен процент. Затоа и реков, не смееме да го гледаме проблемот со илегалната сеча како единствен. Издвоен, да. Да, наш проблем не е тоа што немаме друг ресурс за греење. Тоа може би понатака ќе се смени, меѓутоа политиките на земјата мора да се движат во таа насока, за да ова во иднина се промени. Апсолутно. Ние го лоцираме овој проблем како борба против сиромаштијата. Точно. Значи, шумската кражба и загадувањето на воздухот го лоцираме како борба против сиромаштијата и тоа е еден комплексен проблем. Ние мислиме дека не е само да се постави мониторинг. Денеска со развојот на технологијата сметаме дека може многу лесно да се постави мониторинг врз шумите и тоа сигурно дека мора да се направи, затоа што и климатските промени ќе доведат до значителен број, зголемување на бројот на пожари, а ние сме тука ранливи, слаби сме со материјални средства и со опрема и со луѓе
и затоа е многу битно во некоја рана фаза да ги откриваме пожарите и истото тој мониторинг треба да се примени за луѓето кои што крадат дрво. Меѓутоа, се извинам само да. Значи, меѓутоа ние сметаме дека лесно може да се лоцираат луѓето, бидејќи една огромна маса луѓе практично владеачките партии ги толерираат да крадат дрва заради тоа што тие им носат превага, поособено на локални избори. И знаете, и гримасата која што направите, јасно вие дека знаете, тоа се луѓе кои што власта ги толерира, значи тие се занимаваат со тоа, меѓутоа на локалните избори, например во Прилеп, во Струмица и во неколку уште града, таа категорија на луѓе ја носи одлуката кој ќе биде градоначалник. Меѓутоа, навистина треба една структура да дојде која што местото градоначалник нема да ја биде битно, туку ќе биде заштитата на шумата. Меѓутоа, не е проблемот само физички да ги лоцирате и да ги фатите, бидејќи не можете вие да затворите 30.000 луѓе одеднаш, туку напротив, треба една сериозна програма која што овие луѓе ќе ги насочи сега кон пошумување и чување на шумите. Не можете вие да затворите 30.000 луѓе. Ќе направите социјална револуција. Тие луѓе можеби сигурно е дека не ја сечат шумата од задоволство. Сигурно би работеле и нешто друго. Што мислите за оној случај за гасоводот на Водно? Дали имате познавање околу тој проблем? Доста умни луѓе од вашата фела се спротивставија и унапред кажуваа дека тој проект во момент ќе предизвика само крчење на шумата, а до реализација на проектот има уште многу и дека ќе заглави некаде над Шишево заради нерешени имотно-правни односи. И мене ми изгледа така, дека практично од она што беше најавувано како стратешка инвестиција и капитална инвестиција, дека практично не остана ќар само сечењето на шумата. Како и многу други иницијативи, и при оваа експертите беа тргнати на страна. Значи, покрај тоа што беа вклучени во изготвување на студијата и на планирањето луѓе кои што се добри познавачи, значи професори на Шумарскиот факултет, кои што се одлични познавачи на геологијата на теренот, дадоа негативно мислење дека тоа не е соодветна траса за правење на гасоводот. Шумата беше најмал проблем, верувајте ми, како дрвна маса или од аспект на заштита на биодиверзитетот, според мене, бидејќи шумата ќе порасне. Меѓутоа, трајните последици кои што може да се случат од фактот што тоа е ерозивно подрачје, силно ерозивно подрачје, па погледнете ги 60 години наназад снимките од пред да се пошуми Водно. Што се случило? Зошто бил тој водњански порој? Зошто се случил? Затоа што горе немало шума. Значи, ефектот од немањето шума треба да го гледаме. Не е дека таму се истекле дрвата. Дрвата ќе пораснат. Да не биде гасовод од 10 на години, шумата ќе си го земе назад, она што е незино. Меѓутоа, убаво го спомнавте селото на Матка. Тоа беше Глумово, така или Шишево е? Шишево, над Шишево и Глумово. Тој наклон низ кој е направена трасата, само повикува еден добар порој, за да направи селото долу. Така да има многу грешки, а најголемата грешка е тоа што не се слушаат експертите. Имаме навистина добри кадри кои што можат да придонесат кон изнаоѓање на добри решенија, ама не се земаат во предвид, затоа што повторно се завршува на некакви индивидуални финансиски интереси, поврзани со, веројатно, мито и корупција, и сето ова дополнително е влошено со политичките влијанија. Сакав да кажам нешто околу пожарите. Значи, го спомнавте тој мониторинг систем. Македонија има мониторинг систем за рана детекција, рано откривање на пожари. Меѓутоа, во тој систем не е интегриран системот за мониторинг на илегална сеча. Македонски шуми во 2017 година со законот за шуми беше обврзано
во своето работење да вклучи електронски систем за водење за пратење на дрвната маса, значи не е тоа водење, туку е пратење на дрвната маса од моментот на сите операции кои што се изведуваат во шума. Од моментот на издавање дозвола за сеча, до влечење на сортиментите, до пат, транспорт и понатака продажба. Ние имаме можност, доколку сакаме, да имаме перфектен увид што имаме и колку имаме. Меѓутоа не го спроведуваме. Од моите разговори со неколку од подружниците на национални шуми, сватив дека тоа се едноставно застарени принципи на работа, немање доволно желба да се прилагодиш на новитети и најмногу затоа што доколку се ставиш во некаков систем, ќе ти биде одземена можноста за евентуални криминали на патот на дрвото. Доколку сакаме и понатака да го следиме тоа дрвото, ние имаме прекрасен фискален систем. Значи ти можеш буквално во трагот да му дојдеш во продавницата за мебел, од каде доаѓа тоа дрво. Меѓутоа има оставено многу дупки во спроведувањето. Значи од она што јас го анализирав овие месеци, сватив дека перфектно функционираме на хартија, сите закони, подзаконски акти, регулативи, се ни е перфектно поставено. Меѓутоа нема. Како? Шума нема. Имплементацијата ни е многу слаба и оставаме многу простор за манипулации и правење на такви некои индивидуални сделки. Вака, сега, нашите размислувања би сакал тука да ви кажам, и вие како експерт, веројатно ќе ни најдете и добро е да ни најдете слаби точки и на што би требало да поработиме, меѓутоа навистина сериозно гледаме на ова прашање. Ние сметаме дека со развојот на технологијата, особено на развојот на дроновите сега, особено вие сигурно знаете мапирање дека има на територија на цела Македонија, и пунктовите каде што дрвото транзитира после кражбата се, не би рекол дека еве сега лаички, меѓутоа дека не се повеќе од 50-60. Затоа што сепак треба да има каков таков пат за да може некако дрвото да се симне до крајните купувачи. Голем дел од дрвото воопшто не се евидентира тоа. Нема печат, нема жик, нема фискална, бидејќи оди на црно, огромни села се загреваат со тоа дрво. Меѓутоа ние сметаме дека со поставување на систем на мониторинг со дронови и тој систем да биде интегриран истовремено да одат снимките на 3 места. Значи да не оди само кај еден човек. Заради тоа што кога еден човек тоа веќе лесно може да се манипулира. Да оди на 3 места и мобилни единици на шумска полиција заедно со полиција распоредени на одредени пунктови од каде што многу брзо ќе можат да стигнат кога со дрон ќе се забележи дека некој сече дрва. Вака да ви кажам, убава ви е замислата, меѓутоа некомплетна. Најмногу од кражбите се случуваат ноќе, а дронот тешко дека ќе ги забележи ноќе. Значи, во моментот како е поставен системот на државата, е во ред замислен. Со тоа што има недостатоци. Според мене е попродуктивно да се работи на подобрување на недостатоците отколку на градење на нешто ново од нула. Значи да се додадат тие дронови на постоечкото и не дека не ги употребуваме, меѓутоа не се употребуваат за вакви цели, затоа што многу е тешко кога ќе ги видиш крошните на дрвјата од озгора, да забележиш некој од долу дали пресекол едно дрво. Тие дронови се функционални за големи површини. Она што би можело да се промени е да се има желба. Многу едноставно. Да се има желба да се разреши проблемот. Значи, постојат доволен број на луѓе кои што се вклучени во институциите,
Значи во инспекторатот работат 21 инспектор кои што покрива територија од 1 милион хектари во државава. Што не е доволно. Меѓутоа пак фискалната стратегија на земјава од 2019 до 2021 предвидува соодветни средства за инвестиции да се надополнат овие кадри. Во Македонски шуми има шумочуварска служба во која што работат, сега не ми е точната бројка пред мене, меѓутоа околу 60 на беа, не, се извинувам, 200 и нешто луѓе беа како шумочуварска служба, плюс 60 на луѓе на чувари на рампа, значи на секој пат, како излез од шумата, постои рампа, за да не може тоа дрво да излезе. И во шумската полиција, во изминативе, значи формирана е од 98 го има триплирано бројот, и тие ги надоградуваат своите капацитети. Системот е поставен да никој не може да влезе во шума незабележан. Тоа ми е поентата. Ако се сака, може да се најдат дрвокраците. Проблемот ни е во легалниот дел на операциите кои што се вршат во позадина, не е во она што го гледаме пред нас. А дроновите нема да ни помогнат да го видиме она што е позади. Значи, македонски, тоест национални шуми, има преку 2000 вработени лица, а скоро 80% од своите операции од сеча, дотур и транспорт на дрво го работат со аутсорсинг, како се вика, ангажирање на лиценцирани фирми за давање на овие услуги во шума. Тендерот го распишува Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. Тие ги пропишуваат условите кои што овие лиценцирани фирми треба да ги исполнат. Ќе се добијат, нормално, добива тој кој што ќе даде најниска понуда и се добиваат понуди за услуги кои што се дури 10 пати пониски цените од реалната цена која што Македонски шуми ја проценила. Сега таа фирма не може да работи со загуба, нели? Таа фирма ќе си најде начин како да си ги врати тие загуби на трошоци и тука стануваат сите тие индивидуални релации со луѓе, дали локално население, дали луѓе кои што се вклучени во дел од овој систем. Меѓутоа, провлекувањето на овој проблем толку години дефинитивно укажува дека е добро организиран криминал. 2014 беше единствената успешна акција, Гора, која што беше спроведена и во која што имаше некаков ефект на крај од акцијата. Се друго е изгубено по патот и нашите затвори, ако одиме според она што е предвидено по Законот за шуми и според Кривичниот законник, ние имаме таму казни за проблеми со илегално, дали е сечење на дрвна маса или е работа, како се вика, бизнис, било каков бизнис со дрвна маса, по 20.000 евра казна има за фирма. Па нашите затвори треба да биде казнето лице за извршување на кривично дејство, сечење во шума на 1 метар квадратен, 1 метар кубен. Дрвна. Да. Значи, па нашите затвори требаше да се полни, да е тоа така. Нели? Па добро. Не ништо има негде. Јасно е, меѓутоа тука е очигледно дека системот на контрола веќе ова е толку сериозна метастаза што е навлезена дури и во легалната сеча. Значи, вие мене ми кажувате сега нешто што е за мене комплетна новост, дека овие фирми кои што се ангажираат да вршат одреден дел од легалната сеча со ниските цени практично подоцна сечат многу повеќе отколку она што им е договорено и дозволено. Така ве разбирам, веројатно. Сега да не ги осудуваме без пресуда, меѓутоа ова навистина е една новост. Јас пред некој ден бев на Китка
и од Драчево, таму над целата нагоре, таму нема никаква работа. А се разминав со сигурно 30 возила кои што се преправени за сечење, за крадење на дрва. Например, еден караван, некоја лада караван и точно ги сечат дрвата, имаат време очигледно да ги сечат во таа должина колку што ќе ги собира. И со некои луѓе кои што ги сретнав горе, тие ми кажуваат дека делат пари со шумската полиција. Од цела китка, од Патишка река горе, па се до врвот, нема друг пат. И навистина е чудно тука да не стои полиција, кога една солидна цифра на дрвот поминува таму и се краде. Тоа веќе не е во рамки на ова што вие го зборувате, бидејќи лада караван или некој Форд стар караван без таблици, тој не е собственост на фирма. И тие луѓе ми кажуваат дека практично мораат да платат на одговорни луѓе во полиција, во шумска полиција, за да ги пропуштат. Еден кубен метар чини околу 3000 денари, значи отприлике тарифата на луѓето задолжени да чуваат шумата е околу 1000 денари по квадратен метар. Токму така, како што кажавте, значи не смееме да ги осудиме без истрага. Меѓутоа, на китка не сум била во скоро време, не знам точно за каква сеча се работи и чива е сечата. Меѓутоа, можам да ви кажам дека сечењето, влечењето, транспортот го вршат компании кои што имаат договор со македонски шуми, со национални шуми. Така што шумските инспектори ги контролираат сите активности и евентуалните нерегуларности. Тоа барем еднаш треба да е направено во време на сите овие операции. Тие кои што ги превезуваат дрвните асортименти треба да имаат патна исправа. Најчесто тука се прават малверзациите. Значи, китка се наоѓа на час и половина, еве и 2 да е преку сила, од местото на сеча, до првиот склад на Караџица долу во Шумското. Не знам каде ги носат, меѓутоа да речеме дека до Драчево им треба 2 часа. Возачот на камионот добива дозвола за транспорт на таа дрвна маса од Сабајле од 8 до вечер до 8. Така, вечер се уште е дење. Знаете колку пати може да се врати? 6. Така. 6. Значи, ке си се врати, ке натовари, ке се врати, ке се натовари. Тука се случуваат тие екстра пари кои што можат да си обезбедат, да платат на Станко, Петко, Трајко и не знам кој уште некој по пат. Ова зборувам само за еден тип на кражба. Да. Нешто кога разговаравме минатиот пат, спомнавте дека Црна Гора нешто менува во пристапот кон стопанисување со шумите и дека се оди на нов некој пристап. Веројатно е тоа причината треба да се бара во тоа што Црна Гора практично го отвара последното поглавје од преговорите до Европска унија. И таму има некој ново решение за кое што би сакале да ни кажете нешто. Па Црна Гора е еден од примерите. Да, пред некој ден беше тоа во некаде го прочитав во тие групи кои што ги следам од шумарските политики. Нивната тоест Министерство за шумите го менува принципот на работење, значи нема да стопанисува само еден субјект со шумите, туку шумите ќе се даваат под концесии. Се со цел да се подобрат услугите и цените на дрвото кое што излегува на пазар. На тој начин се надеваат дека ќе се намалат проблемите, ќе се намалат трошоците и ќе му се додаде вредност на дрвото како ресурс кој што навистина си ја заслужува. Значи не да го гледаме само како енергенс, тука како нешто што ни ја чува водата, ни го
создава воздухот, ни ја чува почвата. Сакам да ја споменам и Албанија. Значи, Албанија е веќе во 6-та година како си го спроведува мораториумот на сеча. Тие во 2014 беше, си донесоа одредба дека ќе имаат мораториум за користење на шумските ресурси, освен за потребите на локалното население, бидејќи навистина се соочија од претходниот режим, се соочија со огромни проблеми предизвикани од ерозија, проблеми со губење на биодиверзитетот, поплави, порои. Јас сум била сведок на, баш кога почнував да работам во 2006, бев во Албанија, тоа беше страшна гледка. Неколку години потоа веќе почнува да си добиваат еден нов зелен изглед сите тие нивни брдца, сега веќе е сосема друга слика. Следниот чекор Следниот чекор би бил да го подобрат квалитетот на таа шума. Во тој поглед, ние сме пак многу блиски. 70% од нашите шуми, скоро 70%, се деградирани, нискостеблени, со лош квалитет шуми. А многу малку инвестираме во подобрување на нивниот квалитет. И токму тука сакам да го спомнам моментот на потреба од менување на нашите практики. Ние сме меѓу единствените балкански земји кои што се уште употребува чисти сечи. Теоријата на експертите има две поделени мислења. Едни експерти кажуваат во Македонија дека ова е начинот на кој што треба да се стопанисува со вакви деградирани шуми, со чиста сеча, бидејќи економски се поисплатливи, бидејќи регенерацијата е подобра и така натака. Меѓутоа, ако го видиме другата страна на кантарот, го губиме биодиверзитетот и сме подложни на климатски промени, не смееме да си дозволиме да ја соголиме планината. Тоа ми беше зборот, сакав да ја прашам. Тоа терминот чиста сеча подразбира дека, например, ќе се искрчи шумата комплетно на 20 хектари без да се остава практично на секој 10-то дрво за да биодиверзитетот... Има практики, се оставаат матични стебла и така натака, за да има поголема регенерација. Меѓутоа, како практика веќе е застарена во... Предпоставувам, не знам. Мене веднаш ми е поприфатливо сечата да не биде чиста. Значи да остане 1% од шумата која што побрзо ќе се практично ќе придонесе за обнова на земјата и на биодиверзитетот, затоа што ако остане комплетно исечена шумата, јасно е дека многу тешко ќе треба да се обновува во многу подолг период. Да, но тука доаѓаме до економскиот момент, исплатливоста. Јасно е дека треба од поголема површина да се носи поскапува дрвото. И од свеста во државата дека за да се грижиш за одреден ресурс, потребни се средства. И поголемиот фокус од целава дискусија јас не би го ставила на илегалната активност, туку за недоволната свест во нашите институции дека на македонски шуми, тоест национални шуми, упорно го грешам, затоа што им е нов зборот и не ми лежи. Дадени им се сите шуми со стопанско значење да бидат менаџирани. Тие се јавно предпријатие кое што функционира на самофинансирање. Освен оние економски аспекти, тие го имаат теретот и да ги заштитат шумите. Значи да отворат шумски пат, да го подобрат квалитетот на шумата, да гасат шумски пожар, да се справуваат со штетници и така натака. Сето ова генерира трошок. Кога имате едно гломазно предпријатие, кое што, за жал, според мене, креира загуба, бидејќи ги читав детално нивните финансиски извештаи, тоест финансискиот извештај за 2018. Активата и пасивата се
ужас. Така да треба да се влезе во деталите за да се видат проблемите. Иако на хартија тие се во плюс. Меѓутоа, во плюс е за да продолжи да функционира шумарството. И го разбирам тоа. Меѓутоа, не се успева во државата да се најде слух да се надокнадат оние трошоци за одржување на овој ресурс, за подобрување на неговиот квалитет. Имаше пред непол месец по весниците боровиот четник колку ги напаѓа нашите борови насади. Кога се пошумуваше масовно во пионерските акции, се садеше со бор. Борот со климатските промени сега е нападнат од штетник кој што има многу повеќе генерации, се размножува и автоматски ги уништува нашите борови насади. Знам, а тоа кошта. Да. Преска го спомнавте финансирањето на националните паркови. Ако македонски шуми е проблемот, национални шуми, пак, да ги тргнеме нив на страна, не се тие проблемот. Како може нашата држава да не одвојува средства за финансирање на националните паркови? Националните паркови по законот за природа, тие можат да тие имаат право да генерираат приход и да создаваат приход. Меѓутоа, и со тоа да се финансираат. Меѓутоа, државата не ги финансира. Вработени се кадри кои што не знаат на друг начин да генерираат приход, затоа што се во администрација, значи многу малку знаат да дадат туристички услуги, да наплатат влезница во националниот парк, да создадат некаква услуга која што ќе може да му ја продадат на посетителот и така завршуваат со единствен приход сечење на дрвна маса. Да. Маврово е во најлоша ситуација. Галичица минатата година ја промени оваа ситуација, благодарение повторно на донација и проектно работење. Пелистер е некаде измеѓу, бидејќи работат сепак и со недрвни шумски производи и така натака. Маврово е комплетно на финансирање од дрвна маса. Значи, свеста во институциите е многу ниска дека ова се ресурси за кои треба да се грижиме и кои ще си бараат финансирање. Дали е тука да ви поставам вас прашање, може? Како не? Сега. Дали вие како партија би имале некакво решение за овој проблем? И како би го адресирале? Во делот на националните паркови или на финансирање на трошоците кои што ги генерираат овие работи што ги спомнав? Значи, ние во нашата програма ставивме дека веќе не се работи за заштита на човекова околина, туку треба да работиме на реанимација. И тоа е трошок. Значи, за тоа треба да се наменат сериозни средства, затоа што јас сум сигурен дека еден шумски пожар нанесува многу поголема штета отколку што ние можеме да дадеме пари ако со време се организираме добро и го спречиме тој пожар. Значи, само со заштита од еден сериозен шумски пожар ние ќе ги вратиме тие пари. Значи, да не зборуваме за емисијата на CO2, на сите штетни последици ерозија. Ова е многу сериозно прашање кое што не сме да се потиснува. Знаете, проблемот на нашата политика е што така да ги решава прашањата што на дневна база се актуелни. Ние гасиме мали пожарчиња. Шумата е нешто што проект кој што треба да се води 10, 20, 30 години. Сами рековте дека проектот за пошумување на водно е започнат пред 60 години и затоа се оние каскади бетонски огромни. Значи, исто така јас сум модел пешки на шара, оној систем на шарски води кој што е направен да се соберат сите води, тоа е за заштита од ерозии, од порои.
Значи, сето тоа се скапи проекти кои што не носат Да. поени на дневна основа, а однесуваат сериозна сума пари, а партиите сакаат веднаш утре да покажат нешто и да се сотлени. Значи, ние сме нетипична партија, ние би сакале да вршиме притисок врз државата, да работите да ги решават студиозно и долгорочно. Значи сметаме дека нема добри брзи решенија. Впрочем и природата така го направила. Значи јас се сеќавам кога не учеа дека канадската топола дава толку и толку дрвна маса за многу краток период, расте многу брзо и дека е тоа иднина. Тоа беше заблуда која што сосема јасно покажа подоцна дека она што многу брзо дава резултат на долг рок носи поголема штета. Дрвната маса од топола е многу неквалитетна, предизвикува многу алергии и се покажа дека стариот добар тап, бука, нашите автоктони видови кои што еволуцијата ги донела тука, дека ним треба да им помогнеме да практично да се обновува. А ова околу боровиот четник, јас знам Словачка имаше многу сериозен проблем во некој период и не знам, не сум читал уште тоа, би ве прашал постои ли некој решение. Знам дека Словачка водеше многу сериозна битка околу тој проблем. Не знам до каде се сега, како успеваат да се справат и дали е најдена стратегија, заради тоа што сум ги видел последиците како изгледаат тоа. Огромни пространства на дрвја, тој го напаѓа коренот на борот. Не, коренот ги напаѓа игличките, ги јаде и така физиолошки ги ослабнува стеблата. За секој проблем постои решение. Не е дека не постои решение. Меѓутоа постојат повеќе решенија. Прашање на избор што нашата држава ќе избере. Значи, контролата на здравствената состојба на шумите ја врши Шумарскиот факултет од Скопје или ХАНСЕМ поново секоја година и тие поднесуваат извештај во министерство. Минатата година имаше една изјава на професор од Шумарскиот факултет по ентомологија, од која што јас добив впечаток дека тие апелирале, меѓутоа државата не успеала да смогне сили да најде средства за авионско прскање. Авионското прскање е еден начин. Механичко чистење на тие гнезда на боровиот четник е друг начин. И третиот, кој што е на подолгорочни стази, е полека менување на овие култури, значи замена, за да не можат тие популации да се размножуваат така лесно. Да. Следните пошумувања треба да ни бидат со друг вид и нормално, како и сите практики до сега што покажале, менување на видовите, не монокултури, само еден вид и огромни површини, кои што, еве како што ни се случува сега, во еден налет заболува се и има огромен проблем. Во вашата програма видов дека се осврнувате и на едукацијата, на образованието. Да, ние сакаме значи екологијата да влезе како задолжителен проблем, односно предмет во училиштата. Затоа што сметаме дека не смееме да го одолговлечуваме процесот на селектирање на смет, да ги учиме децата од најрана возраст дека тоа е нешто што мора да се прави и сметаме дека наместо огромен број податоци кои што децата ги учат, дека треба практично да сватат што значи екологија. Баш така. Пред не пол месец пред да заврши школската година, ми се јави учителката на поголемиот син, треба да изберете предмет, да избереме предмет верски науки. Молам? Па немаме природни науки како што треба верски науки. Значи, многу е демотивирачки кога не знаеме да се однесуваме со ресурсите околу нас, не ги познаваме, не ги валоризираме за да знаеме како да се однесуваме, а да учиме за немам ништо против верата. Се треба да знаат децата. Меѓутоа имаме реален проблем
во моментов проблем за кој што им го оставаме на нашите генерации, на нашите деца, ќе си го наследат и тие нема да знаат како да го решат. Премногу малку се вложува во едукацијата, во образованието и еве да не одам до основното образование, како пример ќе го дадам само Шумарскиот факултет. Дури пред неколку месеци, после години и години лобирање и залагање, колегите добија зелено светло да вработат тројца или четворица асистенти. Значи, практично останува образовната институција без кадар. Без кадар кој што ќе го пренесе тоа знаење на другите генерации. Поразувачки се бројките колку студенти се запишуваат на Шумарскиот факултет. Јас кога бев студент во прва година беа 120 во мојата генерација. Завршивме 40-тина. Сега се запишуваат 10 или 20 и ќе завршат 23. Значи, автоматски треба да се спремаме за воиднина, дека нас нема можеби да ни треба толку шумарски инженери кои што ќе знаат точно само за искористување на дрвната маса, туку ќе гледаат шумата малку со поразлични очи, пошироко. Супер. Нешто што сметам дека треба да го знаете. Да, супер. И морам да ви го кажам. Одлично. Ние немаме попис на шумите. Значи, како што имаме попис на население, така се прави и попис на шумите, се вика инвентаризација. Последната инвентаризација е направена 79-та година. Треба да се прават на 20 години. Значи, веќе 40 години немаме инвентаризација на шумите. Што значи тоа практично? Значи дека не знаеме точно со што и колку располагаме. За да штитиш нешто, треба да знаеш што имаш. Треба да имаш попис. Да. Јасно ми е, апсолутно, и многу исто ова ни е битна информација, некаде ни промакнало, што би се рекло во тој дел. Меѓутоа, од она што го гледаме, значи толку многу се краде дрво, така што и да направиме попис, практично за една година тој нема да биде релевантен, бидејќи многу ќе се исече во меѓувреме. Меѓутоа, многу ми се допаѓа вашиот пристап, фактот што гледам оптимизам кај вас, дека практично може, значи не релативно лесно, тешко, меѓутоа може да се справиме со илегалната сеча, односно да продолжиме да пошумуваме, да ги изголемуваме површините со шума. Ова што го кажавте за Албанија исто така ми се допаѓа, значи дека ако се има политичка волја, тогаш работите ќе тргнат од мртва точка. И можам да ви кажам едно, дека бевте неверојатен соговорник и ми беше особено драго да ви имам за соговорник тука, па се надевам дека ако ништо друго во иднина ќе ни укажете на пропусти во нашето знаење на темата. Ако ме прашате, секако ќе ви кажам. Ќе ве прашаме. Освен мене има и многу други колеги кои што со задоволство би ви дале информација која што ќе биде од корист. Па ние го бараме тоа. Ние рековме дека нас не интересираат луѓето каде членуваат или кон која партија се определени. Нас ни требаат вистински стручњаци и јас секогаш викам за било која тема дајте ми, или за било кој проблем дајте ми стручњак, дајте ми стручњаци и паметни луѓе и ќе се договориме. Не можеме да не се договориме, ќе најдеме решение. Да, сум оптимист, меѓутоа и не треба па премногу пацифистички да се гледа на целиот проблем, затоа што ние имаме како земја реална потреба од огревно дрво. Значи, нашето население користи 1 милион метри кубни дрва за огрев, која што е потреба. Значи, колку е прирастот? Прирастот е повеќе од тоа, значи се сече многу помалку,
се обрнува внимание на одржливоста. Зошто го кажувам ова? Го кажувам ова затоа што се она што сече македонски шуми, што сечат сопствениците на приватни шуми, што сечат националните паркови, тоа е 800.000 метри кубни и се јавува дефицит на пазарот кој што населението мора да си го задоволи со илегалните сечи. И тука наоѓаат фирмите простор за манипулација на терен. Значи, домаќинско работење може да не спаси и вистинска, искрена желба да си ја спасиме шумата и да си ја зачуваме за нашите деца. Одлична порака за крај. Ви благодарам што бевте наш гостин. Се надевам дека ќе имаме можност по некое време да видиме до каде сме стигнати понатака. Со време. Благодарам на поканата и со среќни избори. Благодарам. Ке ни треба. Поздрав. Поздрав.